Увид во градежните работи на улицата Борис Трајковски во Кочани денес имаше министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. И многу ми е драго што ова локална улица веќе се реализира, која што беше во една доста руинирана состојба. Денеска ова улица се инвестираат 12 милиони денари, околу 200.000 евра, а веднаш потоа продолжуваме од другата страна со улицата Гоце Делчев, каде што ќе инвестираме 15 милиони денари во реконструкција и на тој локален пат. Освен овие, Бочварски наброја и други завршени проекти во Кочани. Завршивме и со реконструкција на патниот правец до Пониква, реконструиравме 15 мостови од Кочани до Делчево, обиколницата исто така на Кочани. Претходно вакви локални патишта реконструиравме уште 3 во градот, тоа се улиците Теодосија Паунов, Гошо Викентиев и Раде Кратовче. За целиот период на оваа влада ниту една општина партиски не била сегрегирана, потенцираше Бочварски. Најпрвен би го споменал експресниот пат од Штип до Кочани, со кој што целосно ја променивме сликата на регионот, од патишта во истокот кои што беа патишта за 19-тиот век, денеска имаме нова модерна патна инфраструктура и токму оваа централна власт даде силен фокус на развојот на инфраструктурата во овој источен регион. Целиот источен регион континуирано бил со владина подршка, нагласи Бочварски. Во ниту еден момент, ниту една општина не беше стопирана или блокирана од страна на централната власт. Бочварски денес во Кочани аргументираше и дека на соодветен начин владата и Министерството за транспорт и врски се однесувала и во делот на решавањето на стамбено-социјалните прашања.